Успешно започна имплементирањето на ВАР технологијата во македонскиот фудбал. За прв пат истата беше спроведена, а имаше неколку одлуки во консултација со ВАР собата. Овој голем проект конечно се реализираше од страна на Фудбалската федерација на Македонија, која со неколку новитети ќе го подига квалитетот на првата македонска фудбалска лига, но не само квалитетот, туку и организираноста на истата. Првото коло од првата македонска фудбалска лига се игра во 4 дена. Се отвори во петокот, а ќе се затвори денес, понеделник. Дополнително за сите надпревари обезбеден и телевизиски пренос. Шкенди одлично отвори сезоната. Актуелниот шампион со 5-1 го декласираше Шкупи, кој во новата сезона тргна многу лошо од причина што нововедниот меч во Тетово настапи со млади играчи, а стадионот на Чаир се уште нема имплементирано ВАР технологија, што ќе биде проблем таму да се играат надпреварите. Онново најдобриот стрелец во историјата на македонскиот фудбал, Бесарти Брими, ќе конкурира за најдобар стрелец и во новата сезона, откако истата ја отвори со 2 поголоци. Актуелниот освојач на купот на Македонија, Вардар, исто така со убедливи 4-1 го декласираше Пелистер на арената во Скопје во вечното дерби кое се играше под рефлектори, а се истакна младото засилување Димитар Данев со 2 погодоци. Поранешниот шампион Струга Тремлум со 2-0 ја отвори новата сезона во првата лига пред својата публика, совладувајќи го повратникот во елитата, екипата на Македонија Ѓорче Петров, додека пак Башким Јерасими во дербиото на двата лански второлигаше кое се играше во Куманово заврши без победник. Исходот беше 1-1 и поделба на бодовите. Во неделата се одигра еден надпревар во Кавадарција кој заврши без погодоци меѓу Тиквиш и Работнички 0-0. Ова е првиот меч кој заврши без погодоци во новата сезона, но и прв меч без погодоци во меѓусемејните соочувања на овие две екипи во Кавадарци. Колото се затвара денес со надпреварот во Кратово меѓу Силекс и Бреера Струмица. Домашниот тим кој ова лето настапуваше во квалификациите на Конференцијската лига на УЕФА, но беше елиминиран уште во првото коло, е максимално подготвен, а минатата сезона Силекс заврши на високото второ место и до последно коло водеше борба за титулата во домашниот шампионат, а сега ново Силекс ке сака висок пласман и борба за титулата. Од друга страна, Бреера Струмица во новата сезона ќе цели кон директен и сигурен опстанок.